Потписи одобрување на нови 15 вработувања во КБ Штип од министерот Меджити се уште нема, а нема потреба ниту од големи инвестиции во зградата за физикална терапија, изјави денес директорот Ален Ѓоргиев. Немаме се уште информација за оние барања кои што ги упативме за вработувањата и мислам дека имаше, еве да го расчистиме, уште едно прашање кога спомнате веќе дека станало збор за магнетната резонанца, не ја рековме веќе дека ставиме во функција, имаше прашање и за лифтот во физикална терапија, зошто не работи, еве да објасниме, значи не се работи за дефект на лифтот, бидејќи оние сервисери кои што рекоа дека тој лифт е премногу стар и веќе никакви поправки и ситни работи не може да го стават во функција, туку треба да се комплетно набави нов лифт со нова кабина. Акцентот, објаснува Ѓоргиев, се става на кадар и обезбедување останати услови за функционирање на болницата. Бидејќи се гради нова болница, значи нашиот акцент како и мој како раководство на болницата е ставање на кадарот на оние работи кои што се неопходни за работа, купување нови апарати, да имаме на време лекови, да имаме апаратура, исправна апаратура, да имаме на време нафта, грејење, струја, храна, се она кое што треба да биде за функција на болницата, а генерално големи реконструктивни зафати претпоставувам дека не се во моментот економски исплатливи ни за мене ни за болницата, бидејќи чекаме нов објект на болницата, оние работи кои што ситни можеме да ги реновираме, кои што има замерки за јавноста ќе биде санирано, онолку колку што можеме со нашиот буџет, но за големи реконструктивни зафати, поготово на зградата на физикална терапија, тоа е голем зала кој што треба да го реши или Министерството за здравство или треба поголема инвестиција. Темата физичката состојба на физикална терапија се наметна откако повторно на социјалните мрежи беа презентирани условите во кои таму се лекуваат пациентите.